Здраво на сите, Вангел ме представи, јас ќе бидам кратка. Ќе зборувам од моје име како корисник, но и од, можеби, од представници од награѓанските организации на лицата со хендикеп. Персоналната асистенција, што представува еден елемент од неопходните сервиси за подршка на граѓаните со хендикеп, значи беше долго очекувана од страна на лицата со хендикеп. Овој исчекор од страна на државата во моментот презентиран како пилот програма најде на позитивно мислење кај нас самите лица со хендикеп и воопшто кај организациите, кои долги години наназад бараа воведување на овој сервис за подршка. Во таа насока сакам да искажам и благодарност до Министерката и до Министерството на труд и социјална политика, кои што имаа слух за оваа долго очекувана услуга на лицата со хендикеп и направи пилот програма за негова реализација. Овој сервис воедно е и обврска на државата, кој произлегува и од самиот чин на ратификување на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп од страна на Македонија, која што ја ратификуваше уште во далечната за нас, велам далечна 2011. Обезбедувањето на социјалната сигурност и активна вклученост на граѓаните со хендикеп во општествените пори е возможна само со конкретни и точно дефинирани сервиси за подршка, како персоналната или личната асистенција, во чие креирање и спроведување исклучиво би требало да бидат вклучени лицата со хендикеп и организациите на лицата со хендикеп. Значи, дали како директни обучувачи или како сервис провайдери. Мислам дека и би сакале во иднина овој предлог Министерството да го има во предвид. Персоналната или позната лична асистенција има возможува подршка на лицата со хендикеп да бидат што е можно поактивни и независни во својот живот. Ние и како организација пасивно учествувавме, онака наблюдувајќи го овој пилот проект, имавме само една замерка кај што не беа истакнати јавно сервис провайдерите, така да освен Црвен крст, јас до пред некој ден дознав дека Хуманос се провайдери и Сдруженијето на студенти на лица со хендикеп, така да ќе имаме избор кој каде сакаме, од каде побараме асистенција. Сепак, ние очекуваме од Министерството за труд и социјална политика да преземе конкретни активности за преточување на овој предлог проект во законска обврска, која би требало да ги опфати сите лица со хендикеп, истиот да биде креиран и направен согласно Конвенцијата и принципите за независен живот на граѓаните со хендикеп, при што даватели на оваа услуга ќе бидат самите организации на лица со хендикеп. Услугата на персонална асистенција во Македонија не е доволно позната како кај давателите на услуги и државата. Сега се запознаваме. Ова е убав проект и убава шанса и сакам и ние како организации, како корисници да дадеме шанса да заживее. Од тие причини неопходно е и организирана, но со подршка од страна на државата да се обезбеди подигнување на јавната свест, како и активна вклученост на самите граѓани со хендикеп и организациите на лицата со хендикеп. Особено е важно во иднина да се придружуваме на принципите и одредбите од Конвенцијата, бидејќи секое непочитување на истата, наместо посакуваната инклузија, ќе доведе до ексклузија и поголема сегрегација. Благодарам.